Дали е точно дека си оштетен со кражба на гласови на фестивалот Макфест и затоа не сакаш да настапуваш? Возбудата расте. Кај си бе оги дете убаво? Или како викат у Битола, убо дете. Кај си убав човек? Шо преш, братче? Ти што преш? Еве малку емисија да ти дојдам и јас. Си бил тука кај мене? Не. Канал 77? Сум бил на други емисии кај тебе, овде не сум бил и прв пат од тебе да ме фаќа страф во животот. Да, официјално добро вечер на сите гледачи на YouTube канал. Канал 77, само хитови, број 1 национално радио во Македонија. Вистина или не со Миро Кацаров. Не знам кој е по рете оваа епизода, но дефинитивно до сега имавме политичари, имавме адвокати, имавме спортисти, имавме актери, имавме рапери, имавме пеачи. Ете уште еден пеач во низата на македонски артисти кои што се интересни за македонската јавност, а ние како секогаш познатите ги ставаме на полиграф или на детектор за лаги. Ја кажуваш вистината понекогаш или лажеш секогаш? Не лажам секогаш. Сум лажел за банални, за глупи работи можеби, како секој нормален што излажал некогаш, но ја кажувам вистината, па ќе видиме денес, не знам, да не зборам пред време. Ја викам тоа бели лаги, нели? Бела лага е кога Да. си излажнеш нешто како треба да се оправдаш, да се извадиш од ситуација и итана. Така си. Си бил до сега некогаш на детектор? Не. Знаеш каде ги користат и зашто се користи? Па во глобала нели ги користат по затвориве за суд. По полициски по станици, полициски да, кои станици, испражуваат да. затвореници, кои испражуваат лица кои што За затвореници, тоа се да, го кои кажам. што треба кривично да одговарат и најчесто сакаја дознаваат вистината, иако не сте релевантни на суд, детекторите или полиграфите, но секогаш и секаде малце предизвикуваат неизвестност, Значи саш да кажеш дека може не е страф. релевантно, ја што ќе кажам. Ово е арми, ово е војнички кој што не е од овде, ја го кажам ова секоја емисија, е амерички полиграф и ја кажува вистината, тоест детектира лаги, мислам дека до 90 или 90 неколку проценти ја кажува вистината. Така нели секој што ставаме неколку проценти на случајноста. Оги Здравковски, ја те знам тебе многу мал, гледачите ќе дознаат за некои работи кои што не ги знаат и пред се сконцентриран си, Да. фокусиран си. Има некоја мала трема, возбуда. Па трема не, него така може малце возбуда имам ти викам, зашто прв пат ми ова ново ми е нешто, но Сега ќе ти ги Не е лупнат тие страшно. каблите на раце? и да се спремам, а? Да. Ајде. Ајде. Ај официјално по втор пат. Добро вечер, другар мој Огнен Здравковски. Добро вечер, мој драг пријател Миро Те Кацаров. викаат ли у Србија Огнен Здравковски? Како те викаат? Ме викаат и Здравковски и Огњен и со тоа имав Огњен, и да. и цело време проблеми дури да објаснам дека не сум Огњен, дека сум Огнен. А они имаат Огнен, да. Да, нема кај ни Огнен, него не Огњен. Огнен, да. Кај беше претходната недела те гледав, никад не е касно. Да, Како си помина? многу. Го обожавам Жека Јаксич. Посебна енергија има тој човек. Легенда. Да, цар човек е, баш легендувал, кажа. Јас Има и енергија, да, Поповиќ го почитував многу, Бог Да. да го прости, но Жика за мене е Исто. поголем цар. Исто и за ме, баш Грачки цар кажа. убаво кажа, да. И подобар човек ми стои Жека Јаксич дека е. Па види, Така ми јас и стои до, а? Поповиќ беше многу добар, прекрасен човек беше, но не беше толку достапен за луѓето. А Ово е многу Жика народен. е достапен за сите, народен е, да. Е Да. народен. Може да почнеме? Може. Имаш малце оно некој чувство? Па така ми е малце, као не дека трема нешто, но Не ги само рациве треба да ги држиш вака Вака? фокусирано, да, зацементирано, затоа што по раце незгодно ми е малце. Е Па така, да, ама да гледаш, кажам. пулсот се осеќа, брито, дишењето и други работи, говорот на тело.
Све си има, зашто Срцето, се не све смеам си да има, мрдам да, и плюс дека ова и бетер ти прави малце. Да. Иначе Дали јас имам и проблеми да знаеш со анксиозност. Имав, сега немам многу. Исто јас. Не сум го кажал до сега, ретко го кажувам за анксиозноста, но имаш Ексклузива. ексклузива да кажам дека го имам. Панични напади. Да. Веќе не до толку, порано ги имав многу повеќе. Пиеше ли апчења? Не, ништо не сум пиел, но со сама јака психа и со А со добра молитва и психијатар? верба во не, со ништо, со верба во Господ само и со Божја А за тоа идеше по манастири толку често? Да, Ти помогна Бог? многу. И мене ми помогна Бог. Ја идев и на психијатар, не психотерапевт. На ништо не сум И бил, пиев нема ни силни доvoljno апчиња тоа. за анксиозност и само молитвите ме спасија. Како Господ никој не ја стои, кажам нормално. цело време и А тој што верува. благодарение и до сите браќа од Биговскиот манастир Да. и до отецот Партени, кој ми било најтешко ми се нашле, така да за мен имаше многу муабети и ги вадеа тогаш дека сум се лечел, не знам, од дрога, од она што јас се чудев што се случува со луѓето, како може бидат толку злобни. И ето отидов во Бигорски манастир тогаш за прв пат и раскажав на отецот што и како ми се случува. И ме прими како да сум родено чедо и голема благодарност до него што ме натера бетер да го засакам Господ. Јас од секогаш сум верник и верувам во Бога, но од тогаш верувам тродупло повеќе. Така е. Може да почнеме? Може. Спремен си? Старт. Спремен. Дали твоето име е Огнен? Да, По кој си Огнен? по никој. Кумот или не? На мајка ми желба било да се На викам мајка ти. Огнен, да. Она го сакала многу тоа име и рекла ако имам син ќе се вика Огнен, а ако е керка, ако сум бил девојче сум требало да се викам Јана. Јана. Да, Сестра ти како се викаше? Олгица. Значи не е ни она Јан. Не. Значи сега треба да го исполниш ти. Сестра ми е по баба ми. Аха, по баба Да. ти сега желбата на мајка ти твојата керка нека си вика Јана, што? Убаво. Софија. Софија? Да, на мајка ми ќе се. На мајка ти, браво. Дали мислиш дека си подобар пејач од Владко Лозановски? Не. Зошто не? Пред се Владко е еден мој драг пријател и колега. И приватно вака се знаеме и се почитуваме многу. Искусен е, многу поискусен, јас сум многу помлад од него. Има други вокални способности што јас ги немам истите. Пример, јас ги имам другите, он што ги нема, но мислам дека не. Ти си е кариерата на Владко Лозановски до сега, песните, хитовите? Да. Од почеток го следам Владко, јас бев многу мал кога победи на Мак Звезди се викаше, така? Да. На Мак Звезди, Бог да го прости, Вујко ми ме носеше тогаш со Драган Вучич таму да Да, ги на гледам Вучич баш. организација беше тоа. И од тогаш го Драган. знам и го почитувам Владко и од самите почетоци па до ден денес и ептен ми се допаѓа цела кариера како ја работи и има мојата најголема поддршка и почит. Трето прашање. Дали би одбил проект ако во него е Антонија Гиговска? Не, Сакаш да работиш со Антонија? зошто да не? Антонија исто моја драга колешка што ја почитувам, нема зошто не ја А почитувам. зошто немаш дует тогаш со Антонија? Види Миро, ја не сум човек што моли за дуети, никогаш не сум го правил тоа и нема ни да го правам. Кога ќе дојде моментот, тогаш самиот момент да го кажам, ете, енергијата кога ќе се спои, во секој време би снимал. Не гледам потреба зашто не би снимал со Антони. Суетен си, затоа не молиш? Или Па, како да кажам, не суетен, него не е вид тоа на суетност, него етен, не знам како да ти го објаснам зборот. Не е дека суетен, ама не бил моментот, не се погодил моментот, иначе не сум суетен. дали е точно дека има нешто што ти пречи кај Каролина Гочева? Не, Сети се допаѓа кај Каролина? буквално се. Што е тоа се сега, чекај. Под се подразбира, Физички изглед се подразбира како пее, Каролина е дури карактерот на Каролина, односот со луѓе на карактерно Каролина. не ја знам. Многу доволно добро се знаеме вака што сме се гледале многу пати на настани. Те знае ли, она те поздравува или како? Се поздравуваме, знае. да.
Сега последно сировме за нова година на площад, нели пеевме. Како да кажам, Каролина дури ја тоа го коментирам многу по младолика и поубаво изгледа сега него од порано, така да се најдобро мислење за Каролина. Дали е точно дека би влегол во врска со Елена Ристевска само поради публицитет? Не. Сакаш да кажеш дека не би влегол во врска со Елена Ристевска? Не би влегол. Зошто? Ја почитувам, ја сакам многу повозрасна од мене. Што има везе тоа? Ти ви направил се за шоу, а? Па не е шоу, што и фале на Елена Ристевска. Ништо не и фали. Па зашто да не би влезла во Прекрасна е, врска? преубава и презгодна е, но не би влегол, дете. Едноставно осеќам дека и карактерно нема да се Не сте исти. да си одговараме со Елена, да. Добро. Дали си поголем артист од Тоше Проевски? Не. Морам да се те закачам за Тоше Проевски. Не, Тоше е еден и единствен, тоа го кажувам цело време, нема да се роди уште минимум 50 години никој како Тоше. Што и да направиш? Никогаш не можеш да бидеш поголем од Тоше Проевски, така? Баш така. Убаво кажав, он беше еден и единствен, што не ни сакам да бидам јас како Тоше. Не сакам да бидам бледа копија на некого, Тоше си беше тој што... А имитираш нешто од него, гласови, Како начин? мал многу го имитирав. Да? Многу, дури ептен почнав да пеам како он кога беше млад и текнува со гласот нежен, така дури го копирав Да, многу. да. Но после сватив дека не убаво тоа што го правам и си почнав мој стил на пеење да си градам, а Тоше ми помогнал многу во интерпретациите, во однесувањето на сцена и на комуникација на интервјуа на се. Ги имам порано изгледано, можеби по едно 100 пати сите интервјуа и сите концерти на Тоше. Дали мислиш дека новата генерација на пеачи е послаба од генерацијата од времето на Калиопи? Да, Зошто мислиш така? И кои се тие од времето на Калиопи подобри од новата генерација? мислам така бидејќи денеска може секој втор да стане пеач со тие аутотюн машини, со таа продукција, така да порано немало таква нешто. Тоест имало, ама не до толку, не постоело, или те бива вокално да пееш, да станеш интерпретатор, или не те бива. А сега и све што е квалитетно и што не може да пее. Дали би сакал кариера како Саша Ковачевиќ или мислиш дека можеш подобро? Ќе кажам да. А за подобро дали мислам, што да кажем и на тоа ќе одговорам да, зашто да не. Па значи тоа е тоа. Се познавате, соработувате, комуницирате и пријатели сте, мислиш дека Саша Ковачевиќ има одлична кариера, така? Саша има прекрасна и преубава кариера, не одлична, него најодлично, он е мој многу близок. Ако и добар се друг. родил у Србија, би направил исто кариера како неговата, може и поголема? Да, зашто да не. Ова е прашање се или... Не, ова е подпрашање. Аха, подпрашање. Сале е мој другар. Што толку те пали кај Сале? Што толку го сакаш многу? Знаеш зошто јас кога бев на Звездите на Гранд кој учествував таа година и во финале гласа жири сојавување, пеачи, глумци, актери и останатите луѓе. И Саша Ковачевиќ кога се јави да гласа, ја гледаме нема мене на табелата од 1 до 8, таму не ми дал ни еден глас. И останав уште јас и Джейла. И на Джейла и даде, на мене тоест ми даде прво 10 поени и на Джейла и даде 12. Ја мислев дека нема ни да гласа за мене. И од после тоа му пишав на Инстаграм вечерта, како фала ти, многу ми значеше гласот. Ти си за мене еден голем балкански пеач, многу го почитувам и го сакам. Ми врати на пораката, одма ме заследи на Инстаграм и ми кажа кога ќе дојде во Скопје дека ќе ме бара. Немаше ни месец-два така нешто, имавме заедно настав, дојде во Струмица. Тој се извини, лажем, јас пеев ден пред него во клубот, он после мене пееше. Ама останав да се дружим и пак ме најави како гостин и од тогаш многу заживеавме и приватно по дома и кај него и кај мене кој да дојде, одиме и Супер. многу живееме. Одлично.
еден од ретките големи луѓе што почитува и што дава поддршка е Саша. Одлично. Дали е точно дека си оштетен со кражба на гласови на фестивалот Макфест и затоа не сакаш да настапуваш? Да. Не би настапувал пак на Макфест? Не ќе настапувам, тоа за кражба кажав да, но за настапување од после тоа настапував. Знаеш кога ја, од кога се случи таа случка со кражбата на гласови, како што кажа ти? А како е дозна случката дека ти испокрада? Па пред мои очи се случи тоа. Моите дојдоа на фестивалот, сестра ми, мајка ми и татко ми. И мене ми требаат 3 карти за да дојдат да ме гледаат. И барам јас карти за моите, ми викаат нема. Викам нема шанси, ама ќе ги внесеме, вика не се секира, викам добро. А тој таа година се гласаше со карти. Нели од публика кој сака за да гласа во кутии што беше. И не е битно на кого нема да именувам. Еден од моите колеги му беше дадено пред мои очи плико со туце карти. Тука кажете кој пат? Не сакам да кажам, нема ни да кажам. Тука полудев и не кев ни да настапам вечерата, тоа се случува пред фестивалот и поздрав до Копров. Копров ми правеше песна тогаш, он уведи, забори на тоа, ќе си наставиш, ќе си видиш секој што треба. И ти професионално истерав работата и реков додека не се сменат некои работи, нема да се појавам. И кога дојдоа Роберт Саздов и Јован Јованов да бидат директори на Макфест, тогаш за прв пат пак беев од после случката. Бидејќи едноставно се ова што се случува на Макфест е многу подобро него порано. Ако ти е песната добра, ќе ти ја слуша народот, ќе ја сака, ќе биде прифатена, нема награди, нема тепање за награди. Најслушаната песна си добива до година награда и тоа е тоа. Дали е точно дека си крил врска од јавноста со позната политичарка? Со позната политичарка? Да. Не. Дали си спил со некоја јавна личност сега? Под прашање. Да. Добро. Имаме 12, 11, 30 секунди трае детектирањето на одговори. И како ти свигат прашањето? Добар си. Како ти Ме свигат? држиш во неизвестност цело време, супер, топ. А дали е точно дека не си во добри односи со Александар Тарабунов Тара? Да. Бевте многу блиски. И уште сме окей, ама не дека не сме како порано. Само не ги типка. Не сме како порано, кога што бевме блиски. Сега се само колеги. Да, колеги, пријатели, не сме она цело време другари како порано, бидејќи ја имам почит исто преголема према него, одговорив да, бидејќи ако кажам не ќе паднев на прашањето, не ќе да паднам. Се почитуваме уште, но секој е по свој пат и не сме толку блиски како порано. Дали е точно дека има приватни снимки од тебе ако излезат ќе откријат афера со пејачка? Не. Добро. Не сте се снимал, не сте се сликале? Не. Добро. Имам уште 12-11 секунди анализираме одговорите. Мислам дека има интересни прашања, ќе видиме колку и каде ја кажуваш вистината и дали ја кажуваш. Дали мислиш дека Даниел Камаковски беше преценет пеач во Македонија? Не. Не мислам дека беше пречен. Што мислиш за него? Се најдобро мислам за Даниел, но криво ми е што го снема толку брзо после X Factor неговото појавување. Па беше на Евровизија го. Да, и после Евровизија усвари. Но Гледаш, и ја заборавивме таа Евровизија дека настапуваше, пред некој време ми текна. Имаше многу, ете да кажам, после Тоше Проевски предиспозиции да има Македонија една балканска ѕвезда. Да, имаше X Factor и нели победи на X Factor, имаше Да. некоја харизма. Добар Јас дечко, евтен и квалитетен вокал и криво ми е што ете го нема толку многу кај нас. Дали би направил дует со Боки 13?
Не. Голема почит према Боки, ја го почитувам и го ценам многу, знае и он, но не би направил бидејќи нема стилски не си одговараме. Боки е поише шоумен, јас сум пејач и јас едноставно ценам све, неговата работа, неговиот труд, но за дует песна не би снимал. Иначе знае Боки дека го сакам и го почитуваме птен. Добро. Уште две прашања. Дали е точно дека си во блиски односи со сегашниот премиер Христијан Мицковски, дека сте пријатели? Дека сте блиски пријатели? Да. Да, и имам се најдобро мислење за тој човек, бидејќи не е како останатите, едноставно, како да кажам, како да се изразам, не знам, не е трчи лажи човекот, него е нешто ретко. Ти одговара на пораки? Цело време, да. Кажува дека одговара на секој на Цело пораки. време, може би одма нема, но кога ќе најде слободно време. Ти дига на телефон со слушта кога ќе ти Па не претреба сум му звонел, ама да, за некојаш кога треба да не сум му звонел толку често и не можам да му досегам да го замарам човекот, но ете за некои работи кога требало, било кое време сме се слушали и ми одговара. Добро. Да завршивме. Толку готово? 17 прашања одговори. 20 минути. Ги одговори. Сакаш да дознаеме вистината? Сакам. Се гледаме за кратко. Да, се враќаме назад, ги гледаме одговорите, Огнен ги сака од преска. Кога направивме мала пауза, дај. Да, дали твоето име Огнен, ја кажуваш вистината, точен одговор? Одиме понатаму, дали мислиш дека си подобар од Владко Озановски, кажа не и тоа е точен одговор. Се извинувам, дали би одбил проект ако во него Антонија Гиговска ти кажа не и тоа е точен одговор. Дали е точно дека би влегол во врска со Елена Ристевска само поради публицитет, ти кажа не и не ја кажа вистината, излаш. Тоа што јас те знам тебе. По природа, ти би влегол во врска само поради публицитет. Да бидете пар, да бидете атрактивен пар, да бидете страден пар. Те знам од мал. И секој би го направил тоа од кај нас. Мислам, ти си 29 години, ја на 29 би го направил тоа. Сега си упикот, популарен си, настапуваш и само некоја популарна пејачка би ти било плюс во кариера. Барем ја така мислам. Добро, да, не викам не, ама гледај се, двосмислено е прашањето. Не, прашањето си убава и сега ти не паламуди двосмислено. Јас знаев дека ти си машко, ти си алфа, сакаш жени, знаев дека не радо би ти со Елена, значи у некои ситуации, но Поздрав до Елена. Сакаше малце да ово, но добро, нема врска. Дали си поголем артист од Тоше Проевски, кажа не, нормално, тоа беше прашање од моја страна глупаво, но морав малку те чепна на Тоше Проевски, пошто тоа е најголемата личност во историјата на македонската музика, така да сите го сакаме, мој твој идол и морав малце да те чепнам да кажеш не. Океј, дали мислиш дека новата генерација е послаба од времето на Калиопи, кажа да. Така мислиш, точен одговор. Тоа е твое мислење. Дали би сакал кариера ко Саша Ковачевиќ и мислиш дека можеш подобро, кажа да. Зашто да не, и тоа и тоа. Е така и според мене. Дали е точно дека си оштеден со кражба на гласови на фестивалот Махфест? Да, тоа кажуваше уште во времето кога работев на бекстејдж дека. Па да, ти ми правиш интервју тогаш. Да, дали е точно дека не си во добри односи со Орсан Тарабунов? Да. Начув и ја дека не сте во добри односи, бидејќи бевте блиски, сега не сте толку блиски. Имаме мала расправија, но тоа е нормално дел од животот. Да, нормално, таман работа, ние пак ти викам се почитуваме. Тоа е дел од животот, да. Збориме, но не сме толку блиски како порано. Добро, дали е точно дека имаш приватни снимки од тебе, иако кажа не, тоа е точен одговор со некоја позната пејачка, значи немаш. Дали мислиш дека Маковски беше преценет пејач? Кажа не, точен одговор и таму ја кажуваш вистината. Дали мислиш дека кажуваш вистината? Кажа да, ја кажуваш вистината. И последното, дали си пријател со премиерот Христијан Мицковски или во блиски односи? Може би некој ќе блиски односи, не, дека сте во блиски релации, кажуваш да и тоа е точен одговор. Од 17 прашање на 16, кажа вистината, на едно падна, ти кога што го кажуваш за прв пат. Не си паднал, но не ја кажа вистината, бидејќи
Не знам зошто. Сега, окей, или на крајот кажат две различни карактерни Може би особини тоа, сте да. Селена Ристевска, може би да тоа некоја гарнитура, некоја фиока на мозокот. Тоа кажав не за да не го ти бил- паднаме да, и на крај го да. паднав, гледаш? Но дефинитивно ти благодарам што ја прифати поканата. Ти го помина според нашите критериуми полиграфот, одговори на повеќе точни отколку на неточни. Беше одличен, беше брз, беше динамичен, беше искрен. Продолжи понатаму, се гледаме во некоја наредна прилика. Се гледаме, фала ти на поканата, Миро. Поздрав до сите слушатели на канал 77 Така е. радио и се гледаме во наредна прилика. Лайк, сабскрайб, дами и господа, за повеќе јавни личности на детекторот за лаги или полиграфот. Така да, што повеќе сабскрајби, што повеќе лајкови, тоа подобри и поинтересни прашања на нашите гости. Ме поздравам до следно видување. Чао!